млади луѓе креативни да се обратат. Проектот Безбедни училишта започна пред околу 5 години и тогаш ние како полиција во соработка со мисијата на ОБСЕР прв пат го започнавме, значи 2009-2010 година, започнавме, значи како ќе биде приправени и како ќе се одвиваат активностите. Меѓутоа денес, после 5-та година на работа на активностите на овој проект, гледам дека навистина е прифатен и секоја година има се побројни манифестации и поголема вклученост на сите, првенствено, значи учениците, најмладите, а сега гледам дека и родителите се вклучени во ова. Особена чест и задоволство денес ми представува што можам во име на полицијата да ви се обратам и да ве поздравам на овој убав волен христијански празник, каде што заедно сме денес албанци, македонци, срби, турци, роми и сите оние кои што живеат на подрачје на општина Куманово, Липково, која што е мултиетничка општина. Посебно би сакала да ги поздравам представниците на мисија на ОБСЕ, амбасадорот на ОБСЕ во Скопје, господин Ралф Бред, кои што од првиот ден ги помагаат проектните активности превентивни на полицијата и соработка со заедницата. Значи, оваа манифестација оваа година со основни училишта за прв пат ја организираме во еден ваков вид. Се надевам дека понатаму ќе стане традиционална. Домаќин оваа година е Основно училиште Христијан Карпош, а гостите се сите други основни средни училишта и институции на подрачје на регионот на Куманово. Од наредната година, значи, ни дава храброст и понатаму да продолжиме со овие активности. Веќе имаме училишта кои сакаат тоа да го продолжат, а наредната година тоа ќе биде Основно училиште 11 октомври. Но не само за празниците кои што се од православна вероисповест, туку ќе имаме заедничко дружење и за другите празници, за Бајрам, за другите етнички заедници, првенствено, значи, за оваа година веќе имаме училиште кои што ќе бидат организатори домаќин за верскиот празник за муслиманска вероисповест Бајрам, а тоа е училиштето Јероним Дерадо Черкези. Значи, ако порано не е за некој друг празник, тогаш во октомври се гледаме сите заедно во Черкези. Има многу што да се каже, меѓутоа гледате колку се овие работи подготвени све и дечињата има што да кажат, да ги пуштиме тие да зборуваат, а пред тоа директорката да се обрати. На која и се заблагодарувам особено што првата дека во својата организација. Почитувани гости, драги ученици, родители, колеги, Христос воскресе! Дозволете ми во мое име, во името на моите вработени и ученици, да ве поздравам и да ви посакам топло добре дојде на овој денеска светол и убав ден, убав празник, Великден. Нашите ученици, заедно со нивните ментори, наставници, ја подготвија оваа манифестација под мотото "Празниците зближуваат, празниците спојуваат", за да покажеме како ние работевме заеднички за да дојдеме до оваа манифестација. Креативните раце на нашите наставници и ученици подготвија вкусни јадења, убави шарени јајца, убава манифестација, односно приредба, и сите вие ќе имате можност тоа да го видите, да го вкусите, да го почувствувате. Во вашите срца да понесете љубов и топло добре дојде од наша страна. Ви благодарам. Ќе продолжиме човек. Почитувани, добар ден, добар дан, мердита, шукардиве, бонжур, good afternoon, џенајден. Добре дојдовте. Добре дојдовте на нашата манифестација "Празниците зближуваат, празниците спојуваат". Оваа манифестација за прв пат се одржува во нашиот град. Но пред да ви кажам нешто повеќе за неа, најнапред морам да напоменам нешто друго. А тоа е фактот дека во нашето училиште се имплементираат низа проекти, како што се проект за образование на роми, правна социализација на ученици, проектот Безбедни училишта и други проекти. Во чии рамки учениците учеа, но и се уште учат за детските права,
за интеркултурно образование, за важноста на запознавање на едни со други. Ако го запознаеш другиот, тогаш тој ти станува поблизок и подраг. Денешнава манифестација е токму за тоа. Да го запознаеш другиот и со тоа да научиме за различна религии, да ги почитуваме различните вероисповеди, да научиме да се почитуваме едни со други. Среќни сме што нашето училиште ја има честа да биде првото училиште домаќин на оваа манифестација, која како што е замислено, ќе премине во традиција. Така, низ годината, ќе се запознаваме со различни празници од различни религии. И затоа, сите ние, преку заедничко празнување, ќе се поврзуваме и почитуваме, зашто празниците се создадени да не сближуваат, а не да не разделуваат. Големата палета на различности од празници ни дава уште поголема палета на различности од етникуми, кои треба да се спојат. Но сите треба да знаеме дека различностите се создадени за да се дополнуваат едни со други. Тие се создадени не да не разделуваат, туку да не спојуваат и на тој начин да ја создадат вселенската целина, големиот човек. А големиот човек е човек со најголемо срце на светот, во кое се сместени сите различности околу нас. Неговото срце знае да чука на сите постоечки ноти. Тоа трепери и игра на сите постоечки мелодии и орани. Тоа е и срце кое ја дарува својата љубов на сите постоечки јазици. Па, да бидеш голем човек, значи да имаш големо срце. Токму преку активностите на запознавање на едни со други, ние го учиме токму тоа. Како да бидеме мали, а големи луѓе. И верувајте, прекрасно е да се биде мал, а голем човек. Исто така. Простите што ме прекинувам, мама може да праша нешто? Повели, прашај. Повели, слободно. Најпрво да се представам. Здраво, јас сум Јован. Мило ми е, јас сум Елена. Знаете, јас сум гостин овде, живеам во Америка, па дојдов овде на гости, кај братучет ми. Па тој ме доведе овде. Туку да се вратам на моето прашање. Значи, Елена, како што разбрав, од ова што го кажа, прекрасно да се биде, како велиш, мал, а голем човек. Да, ама мора да знаеш дека таквиот човек не се раѓа. Како мислиш? Него мајка не го раѓа? Не, па мајка ги раѓа сите, ама како обични луѓе. А обичните луѓе учат како да бидат големи луѓе, со големи срца. Значи, обичниот човек може да биде голем човек? Се разбира дека може, само треба да научи за различностите околу себе. Значи ли тоа дека јас можам да бидам, како велиш, мал, а голем човек? И да имам такво срце што ќе знае да дарува својата љубов на сите постоечки јазици? Реков да, секој може да биде, но само ако учи. А каде се учи тоа? Тоа се учи таму каде што има различна детска игра, каде има различна детска песна, каде ората најразлично се играат, а јадењата најразлично се подготвуваат. Таму каде празниците најразлично се празнуваат и каде сепак сите другаруваат и се почитуваат. Ехи, што рече сега? Различно ова, различно она. Секој по свое, а вама имало почитување и другарување. Дај, плиз, мисли што зборуваш. Мене нешто не ми влегува во главата. Ако нешто е различно, не е како моето, точка. Како може да биде заедничко? Може, се разбира дека може да биде заедничко. Само треба да научиме како различностите да ги споиме и како да се почитуваме. Сега сватив. Ако учиме за другиот, а тој учи за нас, тогаш се враќа почитување, но и другарување, нели?
Да, така е. И па и не е лоша ова идеја. Ајде да научам и јас како да ги спојам тие различности, па да бидам еден голем човек. И што главна фаца ќе видам кога ќе се врацам во Америка. Еве уште сега гледам, седам јас во клупата, а некако ми е мало. Ученицата по претесна и седам јас. Јован, па каде отиде? Разбуди се. Да, се занесов, сори. Туку, ајде сега, ајде да одиме на твоја место, па јас да порастам, ајде. Чекај, па ние не треба никаде да одиме. Овде е тоа место. Нашето училиште е едно од местата, каде малите луѓе учат како да бидат големи луѓе, со големи срца. Ајде сега, погледни околу себе, што гледаш? Па гледам многу луѓе, деца. Некакви украси и јајца. Еј, па е некој братучет ме Кирил. Еј, Кирил, извините, запоставив, ама ова стана многу интересно. Brother, cousin. Добро, Јован, добро. Погледни сега убаво и кажи како се облечени овде присутните. Па, господјови има некои со шарен фустен, а господинот пак овде носи костум, како што ми се гледа новче да му е. Brand new. Добро, Јован, добро. Јас не мислев за присутните гости, мислев за тоа како се облечени учениците домаќини. Така ли? Ајде да видам. Па, овде имам македонска носија. Ја познавам, оти баба ми има таква и ја чува како златна да е. Не требало да е добра, требало само да ја гледам. Како ли? Аман бе, Јован, па пак се занесе во твоето зборување. Ајде, погледни понатаму. Па, сега гледам, тука има и албанска носија. Ја видов на телевизија, таму ми кажа албанска носија била, сега не сум сигурен. Понатаму, а и ова ја знам, и таа ја видов. Таму кажа дека е албанска носија, ова, не знам како се викаше, Serbian, српска, да. А и ваква, вчера видов кога имаше свадба кај соседот на братучет ми, Ремзи, ми кажа дека е ромска носија. Не ли сум во право? Да, во право си. Па браво за мене, ајде кажи браво. Браво, Јован, па браво. Дојди сега и слушни. Сите овие носии се обележја на различни етникуми кои се застапени во нашето училиште. Овде има македонци, срби и роми, а албанците се нашите збратимени соученици. Сите ние овде учиме за нашите различности, но и за нашите сличности. Тука учиме повеќе едни за други, преку организирање на различни активности, манифестации, работилници. Со секоја завршена активност, нашите срца стануваат поголеми, а ние пак стануваме поголеми луѓе. Едноставно е, нели? Колку повеќе знаеш за другиот, толку тој ти станува поблизок и подраг. Еве дојди ќе ти покажам дел од тие активности. Побели се. Имаме подготвено видеопрезентација за активностите во нашето училиште. Па повели, погледни и ти. Може би ќе ти се разнеснат некои работи. Во нашето училиште се реализираат и се уште се реализираат низа проекти, како што е неодамна реализираниот проект Правна социализација, поддржан од PEH International US, оделение на Државното биро за меѓународни наркотици, МОН и МВР на Република Македонија. Во рамките на овој проект се организира низа на работилници од страна на полициски службеници и тим од професори. Беа спроведени 2 правни клуба, печатање на списание Умот нека те води, по пороци не оди, и беа поседени правни институции во Куманово.
училиште Христијан Карпош Куманово во тек е имплементација на проектот Безбедни училишта. Проект Програма за образование на роми, подржан од страна на фонд УСЕИД и Песталоци. Во рамки на овој проект беа имплементирани бројни активности во соработка со ЗГ Врамаси, се со целосен опфат на ученици роми во образовниот процес, задржување на ученици во училиштето, подршка на дополнителна настава, подобрување на успехот и знаењата на учениците, намалување на осипувањето, збогатување на библиотечкиот фонд на училиштето, набавка на образовни материјали и дидактички средства за подобрување на наставниот процес, обуки за наставниците, работилници со ученици, родители и наставници. Детски права. Бројните работилници и активности се детално прикажани во дигиталната брошура, која може да се прелиста на нашиот веб-сайт. Училишни интеркултурни иницијативи, поддржани од фонд и УСЕИ. Цели: поттикнување на чувство за еднаквост и почитување на разликите, подобрување на училишната клима и услови за работа во училиштето, збогатување на палетата на познавање од полето на интеркултурно образование. Проект Мостови на доверба. Проект Нашето училиште дом на соработка и меѓусебна толеранција. Цели: поттикнување на чувство за еднаквост и почитување на разликите, почитување на различни мислења и идеи, како основа за градење на самодоверба, поттикнување на тимска работа преку сознавање симулативна и инклузивна средина за учење во училиштето, стекнување на позитивна слика на учениците за себе и за другите. Во рамки на овој проект, учениците ја покажа својата креативност и максимално помогнаа во уредување на училиштето. Проект Моје, твое, наше. Цели: поттикнување на чувство за еднаквост и почитување на разликите, различни мислења и идеи, како основа за градење на самодоверба, создавање симулативна и инклузивна средина за учење и творење во училиштето, просторија за подготовка на интеркултурна здрава храна, развивање на позитивна слика за себе си и поголема видливост на учениците од помалите етнички заедници, кои гравитираат во училиштето. Одбележување на празникот Великден. Ученици македонци, роми, албанци, срби, родители и наставници беа вклучени во работилница за одбележување на празникот Великден. Цели: познавање на своите обичаи, како и на обичаите на другите етникуми во нашата заедница, создавање на симулативна атмосфера за заедничка работа, развивање на чувство за почит и другарување. Сега видов колку многу мали луѓе се на пат да бидат големи луѓе. Туку, што прават овие зајачиња овде? Зошто се тука? Да не има овде зоолошка градина? Не, тоа се нашите правачиња зајачиња. Тие се овде за да ни помогнат во денешнава манифестација. Празниците зближуваат, празниците спојуваат. Денеска, учениците христијани го представуваат великденското празнување на учениците од друга вероисповед. Целта на оваа активност ја кажав пред малку. Да, запомнив. Да го запознаеш другиот и да научиш да го почитуваш. Точно. Денеска, учениците христијани ќе кажат неколку збора за Великден, а некој друг ден пак, учениците од друга вероисповед ќе кажат за нивниот празник. И така ќе учиме едни за други. Добро. Веќе се ми е јасно. Туку ајде да чуваме за Великден, па јас да научам нешто. Во презентацијата видов дека некои ученици правеле украси и подесувале јајца. Јас знам дека се подесуваат јајца, но не знам зошто тоа се прави.
И па еве, ние ќе ти кажеме. Марија, Дијана, повелете на сцената. Кажете му на Јован, а и на присутните гости, кое е значењето на Великден и црвените јајца. Земете ги нашите микрофони. За почеток е важно да се знае. Црвеното јајце е символ на Великден. Првите 3 јајца се вапсуваат на Велики четврток, пред изгреј сонце, за да не ги види сонцето и затоа според верувањата не се расипуваат со години. Старите адети кажуваат дека зори на Велики четврток треба да се вапса барем едно црвено јајце. Првото вапсано јајце му се наменува на Господ и се нарекува Господово јајце. Второто е за домаќинот на семејството, а пак третото јајце е за периќет и за согат. За првото јајце се верува дека има магиска моќ, па затоа неговото место е под иконата. Во народните преданија се вели дека со него се лекуваат одредени болести. При вапсувањето, односно во елисувањето на јајцата, како и во сите други нешта што се работат во животот, најважна е добрата мисла, затоа што ако имаме добра мисла, тогаш добро ќе не следи. Вапсувањето на јајцата за Великден е еден од најметафоричните обичаи за самиот празник, што всушност представува символ на животот и на раѓањето. А црвената боја, со која најчесто се бојдисуваат јајцата, ја представува Христовата крв. Овој обичај, според преданието, потекнува од чинот на Марија Магдалена, која по Христовото страдање тргнала во Рим за да го проповеда Евангелието. Кога излегла пред царот Тибери, му подала црвено јајце и рекла: Христос воскресе. Оттогаш спроти Великден христијаните ги бојат јајцата, а со тоа го обележуваат и Христовото воскреснување. А пак, додека траат великденските денови, сите христијани го користат поздравот: Христос воскресе, навистина воскресе. И јајцата не мора да се бојдисуваат само во црвена боја, тие може да се бојдисуваат и во сите бои на виножитото, што исто така значат здравје, успех и среќа. А со секое кршење на јајце се символизира раѓање на нов живот, а секое подарено јајце значи дека на оној на кој што му се дарува јајцето му се дава здравје, среќа и береќет. Затоа на Великден е традиција. Запомнете, да се вапсуваат јајцата, да се подаруваат, но исто така и да се кршат. Ајде, Марија, да им покажем на присутните гости и на Јован како тоа изгледа. Христос воскресе, навистина воскресе, а повелете и вие, пробајте го тоа. Повелете вашите микрофони. Не ми се верува, ама чувствам нешто, како да ми расте во градите. Види, од тоа моево срце пораснало, а ми си било точно. А ми се чини, како и луѓето да ги гледам од повисоко. Чекај пак да погледнам. Да, бе, навистина сум пораснал. Веќе не ми се верува. Ајде, и од овие великденски јајца да каснам, па кој знае кај ќе ми биде крајот. Кирил, дојди ваму, брат, погледни колку голем човек сум станал. Што маниш? А што се смееш? Па смешно ми е. Ти воопшто не си пораснал исти како од пред. Ма како така кажам, јас чувствувам некоја големина во себе? Абе, ти биде си поволен. Јас сега имам работа. Треба да ги подам великденските јајца на гост. Сега ме позна. Бај! Андре, Кирил. Се чувствувам јас дека сум поголем. Елена, погледни, кажи и ти, не ли сум поголем? Да, поголем си, ама во твоето срце и душа. Ти не си пораснат физички, туку духовно и умствено. А тоа, колку си пораснал како човек, не може да се види на твојот физички изглед. Тоа може да се види само преку твоите постапки, размислувања и најмногу преку твоето однесување со другите. А за тоа, верувам, треба подолго време.
Добро, да пуштиме сега, јас да уживам. Се чувствувам јас дека сум поголем, па зарем не ги научив сите овие работи, а таа пак требало време, како не? Елена, туку да те прашам нешто. Нали ти на почетокот рече дека во вашето училиште и различните ора знаете да ги играте како едно оро. Уште и ова чудо да го видам и научам. И сигурно сум дека и авионот кој треба да ме носи во Америка нема да ме собере. Точно. Се зазборувавме, заборавивме дека учениците петоделенци подготви едно такво оро за гостите. Ова е нашето заедничко оро. Секој што знае ова оро да го игра, е на пат да биде вистински голем човек. Ајде да го погледнеме.
1 евро. Се може кога се сака. Вече не можам да дишам од возбудување, а погледот постојано ми оди на она преполна трпеза со јадење. И уште тоа да го вкусам и да го пробам и да имам што да кажувам на моите во Америка. Сигурно со дека е многу вкус. Па ајде, повели. Ова е нашата великденска трпеза. Во секој христијански дом има по една ваква трпеза преполна со јадење, која е наменета за секој гостин што ќе дојде. Ти си наш гостин, па повели. А повелете и вие, почитувани гости. Послужете се од нашата великденска трпеза. Вкусете дело од неа и понесете во вашите срца. Чекај, јасно. Здравје, среќа, љубов и благосостојба. Точно, љубов, здравје, среќа и благосостојба. Повелете.